Јас се знае дека ќе одговорам македонска верзија на медитеранската исхрана. Значи, мојот одговор секогаш ќе биде дека најдобро е човек да се исхранува по македонската верзија од медитеранската исхрана. Каква е таа верзија? Што исклучува всушност? Тоа е верзија видете, тоа е верзија која што вели месото да биде еднаш во неделата, рибата да биде 2 пати во неделата, а сувомеснати не, газирано не, многу пржење не, пропржување на кратко да. Кој што има маслиново масло во себе, но не повеќе од една голема лажица во текот на денот, кој што има многу зеленчук, многу овошје, житарки кои што се од цело зрно, кои што заборавивме да ги користиме во нивната оригинална целозрнаста форма. Значи, тоа би била идеалната храна во тие 8 часа. Вие секако ќе видите успех ако се само 8 часа, па си јадете тоа што го нарекувате природно или нормално. Што е нормално е прашање за вас едно е, за мене друго е. Значи, тоа се вкусови. Но, ако јаде, како што си јадела пациентката, еве така да кажеме, најнародно, ама ги ограничи јадењето во тие 8 часа, сепак ќе види резултати на подобрување. Значи, сепак ќе види. А ако сака ептен да види резултати, тогаш треба да се комбинира овој македонски начин на медитеранска исхрана со тие 8-16 часа и тогаш резултатите се извонредни и видливи.